Драги гледачи, добро дојдовте во најновото издание на Клуб Јоска. Ние за вас пронајдовме свежи информации во кои што се надеваме дека ќе уживате. Првата награда за есеј, напишан на македонски јазик, ја доби Благоја Ивчевски од гимназијата Мирче Ацев Прилеп, а за есеј напишан на англиски јазик ја доби Филис Ајруш од приватниот коледж Јахја Кемал Струга. Втората награда ја доби Марија Јовеска од средното училиште Димитар Влахов Струмица, а за есеј напишан на англиски јазик ја доби Ангела Хаџипоповска од гимназијата Орце Николов Скопје. Третата награда за есеј напишан на македонски јазик ја доби Магдалина Цоневска од средното училиште Методи Мицевски Брицо, Делчево, додека за есеј напишан на англиски јазик ја доби Елена Шалевска од Средношколската академија за бизнис администрација Саба од Битола. Од 375 испратени есеи, стручно жири ги избра најдобрите есеи напишани на македонски и на англиски јазик. Првонаградените добија и електронски читач за книги Kindle. Според бројни анкети, Имам сон на Мартин Лутер Кинг се смета за најважниот американски говор на 20 век. За основците кои што во 2013 и 2014 година ќе му се придружат на нашето училиште, подготвивме мал видеоматеријал во кој што ќе го представиме нашето училиште и струките воопшто.
Наша екипа имаше можност да се запознае со симулацијата на модели на Европски парламент под раководство на професорката Александра Митровска. Со нив разговара Антонија Станкова. Денеска во емисијата Teen Active зборуваме со учениците кои учествуваа во симулацијата на модел Европски парламент. Александра, што е МЕП и што представува всушност симулација на модел Европски парламент? МЕП всушност не представува модел на Европски парламент и целата симулација функционираше на тој начин што 20 гимназии од целата Република Македонија учествуваа во оваа симулација, каде што се презентираше работењето на Европскиот парламент. Целиот надпревар се одвиваше 3 дена и најпрво секоја гимназија се представуваше земја членка од Европската унија. Нашата гимназија представуваше Република Грција. Секоја гимназија праќаше по тројца ученика кои беа распределени во 3 комитета. Во секој комитет имаше посебна тема на која се дискутираше, дебатираше и на крај се донесуваа резолуции. На последниот ден сите се собиравме во Генералното собрание, каде што се гласаа резолуциите, се држеа за и против говори за самите резолуции и за една резолуција да можеше да помине беше потребно двотретинско мнозинство. На кој јазик се одвиваше оваа симулација и кој беше организаторот? Целата работа се одвиваше на англиски јазик, а организатор беше Меѓународното училиште Ново. Игор, на кои теми се дискутираше и дали ви се допаднаа темите за разговор? Се дискутираше на 3 теми. Аз учествував во темата за разговор беше економијата, значи економската криза во Европа. Александър учествуваше во дворешните афери, а Марија Воданова учествуваше во темата за разговор за женските права. Кој се може да биде учесник во оваа симулација? Учесник во оваа симулација може да бидат исклучиво средношколци, значи без разлика дали од прва или од четврта година. Исклучиво средношколци. Какво е вашето искуство и дали сте задоволни со оваа симулација? Многу интересно искуство. Мислам дека многу сме привилегирани да бидеме дел од оваа симулација, бидејќи не секој може да биде учесник во оваа симулација, бидејќи само 20 училишта од цела Македонија учествуваат во симулацијата. Тоа се 6 ученици од цела Македонија и многу сме задоволни од тоа. Првиот ден имавме запознавање и многу беше интересно, бидејќи се запознаваме со ученици од цела Македонија. Вториот ден имавме можност да работиме заедно со нив, да разменуваме различни искуства и идеи и да гласаме, значи, за најдобрата идеја и да направиме најдобра резолуција. И третиот ден да дебатираме и можност да ги критикуваме другите резолуции во Генерално собрание. Тоа беше многу интересно. Да се чувствуваш како делегат во Генералното собрание е стварно неверојатно. Симулација. Целата на оваа симулација е пред се на младите луѓе да ги натерат да размислуваат повеќе за повисоките и различните општествени прашања и што е можно повеќе да бидат инволвирани во политичкиот живот. Во рубриката Муабет Тајм разговараме со Теодора Гошева, минатогодишен победник на француската шансона, и во Муабетот со неја ќе дознаете многу работи за тоа како си поминала во Париз и ќе ни сподели неколку искуства од француската шансона.
has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, just stand up, stand by me, stand by me, stand by me. Учествував на Македонски идол и на М2. Од М2 нема многу искуства за кои што би можела да зборувам, но за идолот секако имам, поради тоа што беше на самиот почеток на прва година гимназија и само што започнав на идолот, некако и целиот живот најверојатно да, живот, целиот живот ми се промени. Луѓето почнаа поинаку да гледаат, ме гледа некако на подруг начин, како веќе поискусно девојче. Јас стигнав до петти круг. Значи доста успешно. Да, шестиот круг веќе беше прогласувањето на финалистите, топ 20. И јас не успеав да влезам таму, но сепак испаднав од македонскиот идол задоволна. Престрого е, бараат да знаеш да пееш, посебно Калиопи, кој што беше во самото жири, бараше да ги имаш тие квалитети. Потоа, нели, како што и многу те зборуваат за изгледот, за харизмата и сето тоа. Но мене најпрво ми представува пеењето. Бидејќи таа година представуваше најголемата година за мене, поради тоа што успеав да го достигнем, нели, првото место на француската шансона, и тоа ми овозможи патување во Париз, 10 дневно, значи патување од 10 дена во Париз, каде што стекнав многу пријатели, се уште се допишувам со нив на Facebook и се надевам дека ќе го задржиме тој однос и во блиска, нели, и во далечна иднина. Ја видовме Ајфеловата кула, сите споменици, Шанзелизе, Домот на културата, таму гледавме многу филмови, потоа бевме 2 дена во Страсбург и таму бевме во огромниот парламент. Да. И се сликувавме таму, бевме и на многу презентации каде што самите учесници овде во Alons en France, се вика групата, презентира своји проекти. Јас бев сосема на поразличен пат од нив, бидејќи тие се занимаваа со политика, не беа музичари, воглавно не беа музичари, само јас бев таму во Париз. Тие, бидејќи порано, нели, биле колонии на Франција и се занимаваа со тоа да го опишуваат минатото на нивната земја и сето тоа. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, jamais fou du passé. Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, on est 11. On mesure les poissons en vidant des canons, et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de Cap Griné, encore moins de Cap Blanc-Nez, ce qu'on voit c'est nos nez tout rouges. Во рубриката Модата како начин на живот, Ивана Бајрактарова ќе не запознае со крзното како моден детаљ, а вие размислете дали крзното треба или не треба да се употребува како таков.
Од ден на ден се соочуваме со се понови стилови на живење и на облекување. Секој нареден миг се раѓаат нови идеи и нови дизајни на облека, чевли и аксесуари. Модните дизајнери, со цел да бидат уникатни, се служат со креации кои не само што не се неопходни за човештвото, туку може да бидат и штетни за одредени припадници на животната средина, например за животните. Гардероберите се почесто се исполнети со облека од животинска кожа и крзно. Човечката лудост може да забега во такви крајни целости, што дури животински заби се користат за накид. Во миговите кога ги облекуваме тие парчиња облека на себе, заслепени од блесокот на совршено изработените креации, не согледуваме дека всушност себе си се облекуваме со суровост. За да се добие една бунда од крзно, еден пар чевли од кожа и слично, неколку животни се изложени на најужасни маки. Статистиката покажува дека кинеската индустрија за крзно, освен што е една од најводечките во светот, со 85% од сите вкупно, таа е една и од најсуровите. Се убиваат лисици, зајачиња, ракони, но и преку 2 милиона кучиња и мачиња. Најтрагичниот се мерките кои се превземаат за да не се уништат крзното и кожата. Кудрите животни се изложени на најужасни мачиња и на најсурови методи за убивање. Дали вреди да се одземе еден живот за да се накитат нечии рамена? Запрашајте се, дали тоа што го носите на вашите рамена е навистина префинета бунда од крзно или товар на вашата совест? Чекорејќи со вашите нови кожени чевли, вие всушност чекорите по чувствата на тие кутри животни. И покрај тоа што се животни, тоа не го менува фактот дека и во нив постои душа, во нив се раѓаат емоции. Животните се оние кои ја плаќаат најголемата цена за човекот да се облекува со крзно и кожа. Не облекувајте суровоста на себе. Не дозволувајте тие кутри животни да страдаат се повеќе заради нашите каприци и себични желби. Се додека носиме крзно на телото, имаме крв на рацете. Затоа денес сите заедно да кажеме стоп за крзното, стоп за убивањето на животни. Во рубриката Помалку отпад ќе ве запознаваме со неколку практични совети за тоа што да направите од стаклените шишиња. Што се може да се направи од празни стаклени шишиња? Добро познатите креативни вазни и свекник веројатно веќе сте ги користеле за некое кампување. Но дали сте знаеле дека од стаклени шишиња може да направите лустар, столна ламба, ламба со газија, столица или пак жардинјера? Лустар. Потребни ви се неколку стаклени шишиња, еден метален оквир со отвори на кој ќе поставите стаклени шишиња, неколку куќи со продолжеток на кој ќе го обесите лустарот и секако ламба и кабел за поврзување на електричната енергија. Исто така од стаклени шишиња можете да направите столица. Потребна ви е основа од ковано железо или некоја основа од стара столица. Залепете ги шишињата помеѓу себе и со металот со помош на силикон и ете ја вашата нова интересна столица. Истата можете да ја користите како масажер. Доколку имате голем број на стаклени шишиња, можете да ги вградите во нова жардиниера или пак да направите ивичник во вашиот двор. За жардиниера потребни ви се шишиња зависно од големината на жардиниерата која сакате да ја направите, малку цемент за да ги поврзите шишињата. Доколку сакате жардиниерата да ви биде мобилна, поставете ја на некоја метална подлога. Нејзино преместување нема да биде лесно, но сепак ќе биде изводливо. Откако ќе ги наредите шишињата како на сликата, пополнете ја празнината која ќе ја формирате со шишиња со земја, во која ќе насадите некое вам интересно цвеќе. Доколку сакате да направите ивичник, вкопајте ги шишињата во земја до половина, со дното према нагоре, поставете ги покрај патеката во вашиот двор или околу градината и ќе добиете убав и креативен ивичник. Секако внимавајте доколку некој од шишињата се скрши, брзо да го отстраните или промените, за да нема несакани ефекти по вашите блиски. Доколку имате некоја шиша која има доволно голем отвор преку кој ќе можете да привлечете фасонка и ламба,
можете да направите интересна столна лампа. Поставете ја ламбата, а потоа врз неа внимателно наредете неколку џамлии и ќе добиете интересна и уникатна столна лампа. Хранилка за птици од стаклена шиша. Исполнете го шишето со храна за птици, превртете го со отворот према доле, поставете го така превртеното шише во некој поширок стаклен сат и целата таа инсталација поставете ја и прицврстете ја на дрвен држач. Птиците ќе ви бидат благодарни, посебно во зима. Направете си газијана ламба за во двор од стаклени шишиња. Најпрво, исполнете го шишето со газија, вметнете во него фитил, фитилот прицврстете го на отворот на шишето со метален затворач, низ кој ќе го привлечете фитилот и шишето поставете го на држач со кој ќе го прицврстете на ѕид. Или пак само поставете го на некое високо место, за да биде далеку поради миризбата, но сепак доволно блиску за да ве осветлува. Тука некаде е и крајот на 8-то издание на Клуб Јоска. Ви се заблагодаруваме за тоа што бевте со нас и се гледаме во следната емисија.